Почитуван гувернер, почитувани вице-гувернери, почитувани представници на медиумите, почитувани колеги. Добре дојдовте на денешната пресконференција на која што гувернерот на Народната банка, доктор Трајко Славевски, ќе ги представи одлуките донесени на денешната седница на извршниот одбор на Народната банка во врска со поставеноста на монетарната политика. Повелете, гувернер. Добро, почитувани, и јас да ве поздравам. Од ова се надевам ќе согласите прекрасна атмосфера на музејот на Народна банка. Пред малку се одржа редовна седница на извршниот одбор на Народната банка за поставеноста на монетарната политика. На седмицата беше одлучено основната каматна стапка да се зголеми за 0,25% поени, односно од 4% на 4,25%. Одлуката се заснова на најновите податоци, информации и согледувањата за ефектите врз домашната економија од глобалните случувања. Во однос на сегментите кои што се клучни за монетарната политика, од почетокот на годината беше забележана поголема побарувачка на девизи од корпоративниот сектор, што услови поголемо присуство на Народната банка на девизниот пазар. Од почетокот на мај оваа година се бележи стабилизација на побарувачката за девизи, а најновите информации носат поголема известност за скоро смирување на конфликтот на Блискиот Исток. Сепак, економските последици од геополитичките случувања се присутни, а неизвестноста околу темпото на целосната стабилизација на тековите и понатаму создава ризици. Ако постојано, тоа и во претходната комуникација, по настанување на конфликтот, секако се повикувавме на неизвестноста што произлегува од долготрајноста на конфликтот, сепак и при негово брзо завршување, известно е дека последиците ќе потраат. Имено, проценките се дека дури со најновиот меморандум за соработка помеѓу Иран и Соединетите Американски држави, што треба да се заклучи во петок, оваа недела, конфликтот или воените дејства да прекинат, последиците ќе бидат такви што според проценките на експерти се очекува до крајот на годината само 80% од светскиот транспорт на нафта да биде нормализиран, кај природниот газ дури и помалку. Исто така обстојуваат и притисоците врз инфлацијата. Имено во мај годишната стапка на инфлација забави во согласно со очекувањата, но таа и натаму е на повисоко ниво и укажува на продолжена инфлација и побавно враќање кон историскиот просек. Истовремено и дел од домашните фактори кои што влијаат врз побарувачката и инфлацијата уште повеќе ја нагласуваат потребата од предпазливост при водењето на монетарната политика. Во такви услови беше оценето дека умереното затегнување на монетарната политика заедно со досегашните измени кај останатите инструменти, како што се задолжителната резерва и макропрудентните мерки, ќе придонесат за одржување на стабилноста на девизниот курс, за стабилизирање на инфлацијата и за тврстување на инфлацијските очекувања, а соодветно ќе влијаат и врз кредитните услови во економијата. Како резултат на засилените инфлацијски притисоци во еврозоната, на последниот состанок на Европската централна банка, каматните стапки беа зголемени за 0,25% поени, што представува дополнителен фактор што се зема предвид при носењето на домашните монетарни одлуки. Почитувани, ниските каматни стапки се популарни, но инфлацијата која што ја подгреваат, најмногу ги погодува сиромашните и средната класа. Високите цени предизвикуваат значително поголема штета од повисоките каматни стапки. Да не беа толку високи стапките на инфлација во текот на оваа декада, реалните плати ќе растеа со повисока стапка и нивната куповна моќ ќе беше поголема. Ниските каматни стапки го поттикнуваат растот на цените на недвижностите и на другите видови имот. Становите и другите добра што се купуваат на кредит не станале недостапни за многумина заради високите каматни стапки, тие не се тоа, туку заради нужноста да се земе кредит на повисок износ, што секако го оптоварува семејниот буџет заради повисоките редовни отплати за сервисирање на долгот. Во однос на најновите податоци за главните макроекономски показатели, во мај девизните резерви на крајот изнесуваат
на крајот на мај девизните резерви изнесуваат 5 милиарди и 209,7 милиони евра и се во сигурна зона, а нивната промена засега е во согласно со проекциите за вториот квартал. Во текот на мај девизниот пазар беше стабилен, без интервенции од страна на Народна банка за надоместување на потребите за девизна ликвидност на економските субјекти. Во мај 2026 година годишната стапка на инфлација забави, сведувајќи се на 4,8% од 5,7% во април, главно под влијание на поумерениот раст на цените на храната, што се должи на повисоката споредбена основа од истиот период минатата година. Сепак тековните показатели упатуваат на засилени инфлацијски притисоци кај енергетската компонента, што создава ризици за пренесени ефекти и врз останатите цени во економијата. Ова делумно е видливо преку заселениот раст на базичната компонента на инфлацијата. Најновите проекции за увозните цени упатуваат на повисока странска инфлација и умерено нагорно ревидирани цени на енергентите и на дел од прехранбените производи во услови на одложена неизвестност. Иако очекувањата на потрошувачите за растот на цените во следниот период се малку поумерени во споредба со претходниот месец, ризиците за инфлацијата претежно се во нагорна насока. Домашната економија натаму покажува отпорност во услови на неизвестно надворешно окружување. Во првиот квартал од 2026 година реалниот раст на бруто домашниот производ изнесуваше 3,1%, што е блиско до очекувањата од последниот циклус проекции. Расположливите високофреквентни показатели за вториот квартал се уште не овозможуваат по прецизни согледувања, но априлските податоци упатуваат на раст на индустриското производство и послаби остварување кај прометот во трговијата. Во монетарниот сектор, согласно првичните податоци за мај, растот на депозитите е во рамки на проектираниот, но динамиката на раст на кредитната активност и натаму е над очекувањата и влијае врз домашната побарувачка. Народната банка останува цврсто посветена на одржувањето на стабилноста на девизниот курс на денарот во однос на еврото, како основен предуслов за обезбедување ценовна стабилност на среден рок. За таа цел ќе продолжиме со внимателно следење на домашните и на меѓународните економски и финансиски движења, ќе ги оценуваме нивните ефекти врз девизниот пазар и инфлацијата и сме подготвени да ги употребиме сите расположиви инструменти за зачување на макроекономската и финансиската стабилност.